Пријатели, добар ден и добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам за 3 продукти кои што ги сметаме како здрави, а всушност и не се баш така здрави, односно не носат толкав бенефит за кој што ние сме спремни, односно имаме очекувања да не донесат. Што тоа значи? Имам можеби во неколку наврати, знам дека имам и епизода посветено на тоа healthy marketing, односно колку многу денеска имаме продукти и компании кои што го користат зборот wellness, fit, fitness, healthy, vita и така натаму, кои што практично знаат да ни продадат погрешни калории, за кои што ние мислиме дека се здрави, но затоа, можам јас тука да ви помогнам во тој дел и слободно користете го хаштагот #Јосиф или поставувате ми прашања во приватна порака и ќе ви дадам одговор на сите тие можеби прашања или дилеми или митови кои што ве мачат и за кои што не сте сигурни, имате погрешни очекувања. Конкретно за кои 3 продукти за кои што сакам дополнително да го надополнам тој список, се едниот е оризово млеко, другото е банана и јаболко чипс, кој што гледам почнуваат да има пакувања по маркетите кои што се продаваат како нешто здраво, и третото е се овесните каши. Сега, прво оризовото млеко, затоа што го спомнав прво, не е толку нездраво колку што со себе не носи некој голем здрав бенефит и нутритивна вредност. Во принцип, оризовото млеко, ако го погледнете, има изузетно мала количина на протеин, што е проблем на крај на денот, затоа што немањето на доволен протеински внес во текот на денот предизвикува на дол крок да немате ниту добар изглед, ниту добро здравје, затоа што протеинот е макронутриент кој што нас ни е потребен секојдневно и кој што е основен градежен материјал, и особено за оние од вас кои што можеби го користат оризовото млеко како подобра варијанта од тетрапак млеко и така натаму, во тој случај супер, затоа што имате можеби тенденција да не користите тетрапак млеко, за кое што и јас сметам дека не е баш здраво, али во секој случај во оваа нутритивна загадка, ако ги гледаме, на крај тетрапак млекото е подобро од оризовото млеко, затоа што исклучиво носи јаглехидрати и не знам, не сум сигурен за можеби одредени микронутриенти, но во секој случај за макронутритивна вредност ја би му дал оцена кец, но во секој случај ако сакате да го избегнувате тетрапак млекото, во тој случај јас подобри варијанти би ви препорачал, не знам, сојно млеко кое што е одличен баланс и на јаглехидрати, и на протеини, и на незаситени масти, и на одредена микронутритивна вредност, и може исто така да користите бадемово млеко кое што има исто така некоја добра нутритивна вредност за разлика од оризовото млеко. Вториот продукт кој што го спомнав се банана и јаболко чипс, кој што денеска ги гледам како здрави варијанти на стандардниот чипс. Прва работа, не се толку вкусни како стандардниот чипс, да не се лажеме, и втора работа, ако мислите дека со тоа што сте јаделе банана чипс или јаболко чипс сте завршиле работа и е супер здрава грицка, онда ќе ви кажам одма дека сте во голема заблуда, затоа што при подготовката прво се пржат, второ се додава и малку сол и шекер, што на крај на денот носи многу поголеми вредности на калории, за кои што немате потреба. И пак ќе речам, вкусот е далеку поразличен од тој на стандардниот чипс. Нутритивно и калориски искрено не сум ги погледнам, али нема да ме изненади ако се некаде блиску со стандардниот чипс во калориска вредност. Третиот продукт се овесните каши, за кои што знам многу од вас ги користат како можеби оброк, заменски или додаток, како ужинка, меѓуоброк и слично, и овесот како овес е фантастично нешто што јас исто така го користам секојдневно, но овесните каши кои што се со малку подобар вкус од овесот, на малинка, на не знам какви вкусови, значи дека во својот состав имаат и многу повеќе шекер и сол за разлика од стандардните варијанти. Затоа јас она што би го препорачал е користете овес, сами сомелете си го, направете го во прав, во нутрибулет и додадете му можеби малинки, изблендирајте, направете некој смути како меѓуоброк што ќе ви дојде со јогурт, ќе ви дојде како овошен јогурт, и сето тоа е многу подобра варијанта отколку да користите овесни каши, нутритивно гледано. И тие се трите продукти со кои што јас би го надополнил оној список на
на healthy marketing, не затоа што се толку нездрави, туку затоа што не се толку здрави колку што се промовираат и се користат од многу луѓе како здрави и нивните очекувања се погрешни. Затоа за денеска имав да кажам за овие 3 продукти, тука завршувам за оваа тема и за денешната епизода. До следната, Ask Јосиф или контактирате ме во приватна порака. Ви посакувам и исто така здрави животни навики, убав ден и уште една благодарност за вашето внимание да следите оваа содржина. Чао, чао!